Почитувани новинари, денес би сакал да кажам неколку работи во врска со избирачкиот список на Државната изборна комисија. ВМРО-ДПМН, како и сите други политички партии, го прими избирачкиот список од Државната изборна комисија, откако истиот беше прочистен според методологијата предложена од Социјалдемократскиот сојуз. И веќе не постојат дилеми дека Социјалдемократскиот сојуз е свесен дека овој избирачки список е истиот избирачки список од 2014 година, кога Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби изборите со околу 200.000 гласови разлика. Знаеа и предходно дека во избирачкиот список нема фантоми, но сепак ја креира оваа политичка криза и 2 години ги тормозеа и државата и граѓаните. Избегнувајќи ја сопствената политичка одговорност од изборниот пораз, СДСМ реши одговорноста да ја префрли преку политичката криза на целата држава. Државната изборна комисија потврди дека по прочистувањето, направено според методологијата што ја бараше опозицијата, на избирачкиот список има 1.770.736 запишани избирачи. Практично исто толку колку што имаше од 2014 година. Се потврди тоа што го знаеа сите, дека СДСМ свесно и покрај тоа што имаше членови во Државната изборна комисија, ја лажеше македонската јавност дека изборите во 2014 година биле нерегуларни, затоа што имало нерегуларен изборен список. Изборите беа и ќе бидат регуларни, но не беше регуларно тоа што изборниот пораз СДСМ не успеа да го признае, истиот го префрли како политичка криза, која што е товар за сите граѓани. Видовме и самите дека не се координирани ниту во своите манипулации, па така слушнавме еднаш од господата Шеќеринска дека има 100.000 фантомски гласачи, друг пат од господинот Заев дека постојат 500.000 фантомски гласачи, но едно е јасно. Не постојат фантомски гласачи на избирачкиот список, постои само фантомски страв кај раководството на СДСМ од уште еден изборен пораз на 11 декември 2016 година. Сметаме дека тој изборен пораз ќе биде и последниот за некои политичари кои што досега не успеале да се соочат со својата одговорност во нивната партија. СДСМ постојано иницираше конфликти, постојано ја одржуваше тензијата на политичката криза, се со цел да го одложи соочувањето со народот, со гласачите и нив да им даде можност да го дадат својот суд и излезот преку народната волја од оваа политичка криза. СДСМ упорно се трудеше да се пролонгира кризата и покрај тоа што беа свесни дека оваа политичка криза нанесе штета и на економските текови и на ефикасноста на институциите. И прашање е дали СДСМ токму тоа и го посакуваше. Со зголемена конфузија и неефикасност на некои институции каде што тие влегоа со своји кадри, да придонесат дополнително во отежнувањето на политичкиот диалог и во создавањето на понелагодна атмосфера. Но нивната порака е прочитана, знаеме дека Социјалдемократскиот сојуз сето ова го правеше за да избегне изборно соочување со народот. Очекуваа дека некој друг, дека некоја трета страна, дека некој надворешен фактор ќе успее да им го компензира тоа што тие го немаат како политичко раководство во СДСМ, да успеат да стекнат довербата на народот и да победат на избори. Се види дека СДСМ има единствена цел, и тоа краткорочна, да дојде на власт, па макар и со 2 или 3 функционерски фотели, без да има избори, да се доберат нивните кадри до управување со одредени министерства. Затоа СДСМ во цела оваа приказна ги вовлече и дел од медиумите. Затоа бараше воведување на цензура кај медиумите, затоа бараше да раководи со партиски кадар во МРТВ, затоа измислуваше диктатура и режим и тогаш кога тоа го правеа најгласно на сите национални медиуми. Но СДСМ сега е пред свршен чин. Гледаат дека ќе мора да се соочат со изборите и знаат дека граѓаните сакаат едно такво решение, каде што тие ќе го имаат конечниот збор за тоа на која политичка партија ќе дадат својата доверба. Граѓаните сето тоа го гледаат
и го доживеа на своја кожа и на своја сметка ова политичко тормозење во изминатите 2 години. И затоа за помалку од 90 дена СДСМ ќе треба да се соочи уште еднаш со изборната волја на граѓаните, со избирачкиот список кроен по нивна методологија, со регулативата за медиумите кроена по нивна методологија, со директор на МТВ даден според партиско решение на СДСМ и без било какви изговори да ги блокираат изборите или да ја одолговлекуваат кризата. СДСМ ќе мора да излезе на избори и ова ќе бидат последните избори каде што едно деструктивно раководство на една политичка партија која што нема програма ќе се обиде преку манипулации да се бори за својот политички опстанок. Ние сме сигурни дека на 11 декември оваа година демократската зрелост на државата ќе ја покажат не само институциите, туку и граѓаните на Република Македонија, каде што масовно и референдумски ќе изразат својата политичка волја и со тоа ќе дадат доверба на политичките партии кои нудат проекти, а не кои нудат манипулации, на луѓето кои што нудат остварувања, а не на оние кои што нудат прислушкувани материјали. И сметаме дека тоа ќе биде крајот на политичката кариера на оние кои што одлучиле со деструкција да се занимаваат со политиката.